Предводникот на граѓанската иницијатива за борба против загадувачите и заштита на животната средина Орце Николов денеска ја посети општина Чешиново Облешево, каде на средба со градоначалникот Горанчо Крстев разговараа за потенцијалните жаришта и превентивните мерки за спречување на загадувањето на чистиот воздух. Иницијативата, која резултираше со граѓански протест во Кочани, има за цел да се прошири на територијата на целата Кочанска котлина, како подрачје во кое подеднакво се шират штетните материи, се палат оризовите страништа и се користи загадувачкиот огрев во домаќинствата. На денешната средба за телевизија Кочани активистот Орце Николов изјави: да преземеме некои мерки заеднички, да ги едуцираме луѓето, дали ќе биде тоа софлари, пак ќе потенцирам како и секој пат што потенцирам, значи целта не ние дали земјоделците, дали фабриките тоа да ги казнеме, да ги санкционираме. Нашата цел е да подигнеме свеста кај луѓето за да почнеме сите да дишеме чист воздух. Градоначалникот Крстев потенцираше дека се преземаат и ќе се заселат сите мерки за спречување на загадувањето на животната средина, иако општина Чешиново Облешево нема загадувачка индустрија. Ќе се апелира до земјоделците да не ги палат страништата. Ние како општина Чешиново Облешево немаме по некоја тешка индустрија да го загадуваме воздухот. Тие 20 на 30 фирми што се тука во нашата општина, нема ни една што може да ја загаде околината. Едини проблем имаме ние со депонијата, мала депонија, не е тоа, знаете и сами дека не е тоа голема депонија. Ние преземавме доста мерки, сега сакаме да преземеме мобилно луѓе да активираме, да се движат таму околу депонијата и да видиме. Друг проблем што сега што го најавуваат дека сламата од оризовите полиња што се пале, тоа да, пале се на терен сум нон-стоп и тоа можам да го потврдам и по селата, пошто ние имаме 3-4 села кои се самите села у самата површина на уредите. Значи може да дојде, лани дојде до палење на една племја тамо, интервенира пожарната. Меѓутоа, како што слушам разговори, не се согласувам со тоа дека ако у полето најдат некоја запалена нива, дека да не му се дава субвенции. Двете страни се договорија во иднина да преземат активности за едуцирање на земјоделците и сите граѓани на општината за значењето од зачувувањето на животната средина и за придобивките кои може да се остварат и во делот на квалитетното земјоделско производство.